од Вашингтон, ова е ТВ журналот на Гласот на Америка на македонски јазик News Flash. Јас сум Лилица Китановска. Обама е во Европа, но темата Блиски исток не го напушта. Сега е моментот, кажа тој, по средбата со германската канцеларка Ангела Меркел, да се постигне мир на Блискиот исток. Американскиот председател Барак Обама смета дека сега е моментот да се притисне за мир на Блискиот исток, како и дека годинава може да се направи сериозен напредок во решавање на израелско-палестинскиот судир. Според американскиот председател, Вашингтон не може да им наметне мир на израелците и палестинците, но може да помогне во надминување на некои недоразбирања за да започне процесот. И Обама и Меркел ветија поддршка за создавањето на стабилна палестинска држава, што би постоела напоредно со Израел. Меркел за говорот на Обама во Каиро кажа дека ги отворил вратите кон арапскиот свет. Инаку на дневен ред на Обама е и посета на некогашниот концентрационен логор Бухенвалд, каде според проценките нацистите убиле 56.000 евреи и други за време на војната. Во сабота американскиот председател ќе учествува на церемониите за одбележување на 65-та годишнина од инвазијата на сојузничките сили на Нормандија, еден од клучните чекори кон конечната победа во Втората светска војна. А многу очекувани одговор на председателот Обама го следеа луѓе од сите вери. Реакциите се од оптимизам до скептицизам, дали зборовите ќе бидат преточени во акција. Во продолжение некои од реакциите, а многу повеќе ќе најдете на нашата веб страница. Од појасот Газа до Кабул и Вашингтон, луѓето слушаа. Assalamu alaikum. I've come here to Cairo to seek a new beginning. Дојде и очекуваната тема – израелско-палестинскиот конфликт. Обама беше јасен. Единственото решение е две држави во кои израелците и палестинците живеат во мир и безбедност. Во Јерусалим, израелската влада изрази оптимизам. Дури и премиерот Бенџамин Нетањаху ја прифати идејата за палестинска држава. Портпаролот кажа дека Израел ја споделува надежта изразена од председателот Обама. Саеб Берекат е главен советник на палестинскиот председател Махмуд Абас и кажа дека е оптимист, оти американскиот председател ќе биде пријателски расположен спрема неговиот народ. Се надевам дека во наредните неколку месеци председателот Обама ќе представи реален план согласно на изложената визија, но представник на Хамас, исламистичка милитантна група што управува со Газа, го критикуваше говорот. Председателот Обама бара од Хамас да запре со ракетирањето, но ништо не кажа за 1500 убиени палестинци во инвазијата на Израел на Газа. На окупираниот западен брег, израелскиот доселеник Ализа Хербст е сумничав дека говорот на Обама ќе донесе мир. Мислам дека ние, израелците, ќе се соочиме со многу тешка ситуација во меѓународната заедница. Беше тешко и ќе биде тешко. На Запад, шефот за надворешна политика на Европската Унија, Хавиер Солана, го фалеше говорот на Обама. Сите се позитивно импресионирани, кажа тој. Мислам дека климата што тој говори ја создава е конструктивна. Она што сега не смее да се случи е да потфрлиме. Нас не интересира што и вие мислите за ова, дали говорот на Обама ќе донесе некаква промена. Појдете на нашата веб страница glasnaamerika.com и одговорете на прашањата. На утрешен ден, 1944 година, 150.000 сојузнички војници се истоварија на плажите на Нормандија во Франција со цел да ја ослободат Европа од нацистичка окупација. 65 години подоцна, сеќавањата и натаму се свежи. На 6 јуни 1944 американски, британски, канадски трупи и француски командоси навлегоа на плажите на Нормандија во звраќајќи на непријателскиот оган од германска страна. Ова беше познатата операција Денот Ди. За Сесил Гансел, акцијата на Сдружените сили ја поттикнала надежта за ослободување од нацистичка окупација.
claque des pieds, Heil Hitler. Се сеќавам кога германски војник дојде и ни се обрати со вообичаениот поздрав: да живее Хитлер. Мајка ми, која беше мощна директна жена, му возврати: не, овде нема Хитлер. Хитлер наскоро нема да постои. Татко ми се обиде да ја замолчи, но германскиот војник само се подсмеа со неа: не, господјо, сојузниците ќе ги нема. Лион Готиер во тоа време бил млад француски командос кој учествувал во операцијата. Тој вели дека имале наредба да не застануваат дури ако некој од соборците се повреди. Неговата единица требало да се распореди на врвот на плажата. Трчале, вели, низ вода, а не се сеќава дека биле мокри. Во акцијата учествувале преку 150.000 сојузнички војници. Други 20.000 американци биле распоредени со падобрани зад непријателските линии. Неколку месеци по денот Ди, Париз беше ослободен, мината реката Рајна во Германија и се продолжи натаму. Една година подоцна војната во Европа заврши. На американските гробишта во Колвил-Сур-Мер се погребани преку 9.000 американци загинати во акцијата на Нормандија или во операциите во следните недели. Во Ла Камп на германските војни гробишта почиваат околу 20.000 германски војници. Во операцијата Денот Ди загинале, биле повредени или се водат за исчезнати преку 425.000 германски и сојузнички сили. Илјадници француски цивили загинале во бомбашките напади. Хенри Жан Ренуд бил сведок на настаните како младо момче. Дури и денес тој верува дека жртвите биле неопходни. Ослободувањето многу ни значеше. Често пати војните не се оправдани, но ова мораше да се извојува, мораше да се добие. Секоја година лидерите на сојузниците учествуваат на церемониите за одбележување на Денот Ди во Нормандија. Годинава нема да биде поинаку. Лос Анджелес Лейкерс доминираа над Орландо Меджик и ги декласираа со 100:75 во првиот надпревар од серијата најдобар во 7 во финалето на NBA. Коби Брајант беше најпрецизен, 40 поени, 8 скока и 8 асистенции. Последен пат Брајант ја освои шампионската титула во 2002 со Шекил О'Нил. А тренерот на Лейкерс, Фил Джексон, има 9 шампионски прстени, а Лейкерс вкупно 14 титули. Тоа беше се за оваа емисија News Flash. Поздрав од Гласот на Америка на македонски јазик од Вашингтон. Јас сум Лилица Китановска. До гледање.